Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска во Собранието на Република Македонија парламентарното мнозинство врз основа на одредбите од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија легитимно побаравме од председавачот со конститутивната седница да стави предлог на гласање согласно членот 78 ставот 2, во кој што стои дека во текот на расправата може да се побара да се премине на наредната точка од дневниот ред. Ова го направивме се со цел да се одблокира ова седница на Собранието на Република Македонија, за да може да се избере председател и на тој начин да биде во полна функција Собранието на Република Македонија како највисок законодавен и представнички орган на граѓаните на Република Македонија. Наместо да се испочитува Деловникот и председавачот седницата да го стави овој предлог на гласање, заради тоа што во Деловникот, во оваа одредба, јасно и прецизно стои дека без расправа се преминува на гласање, уште еднаш Трајко Вељановски покажува како на најгруб начин се крши Деловникот во ова собрание и се узурпира позицијата на председавач на конститутивната седница. Ова го правиме се во интерес на граѓаните на Република Македонија, заради тоа што навистина премногу време помина во неплодна дебата, во жалопојки и плачења за тоа дека некој треба да премине во опозиција, односно зашто ВМРО-ДПМН не треба да остане во опозиција. Не е крај на светот. Лошо е ако граѓаните на Република Македонија не може да си ги остваруваат своите права. Лошо е тоа што многу решенија кои што треба да бидат дебатирани и донесени од страна на овој законодавен дом, а се однесуваат на граѓаните на Република Македонија, не може да бидат донесени заради оваа блокада, не можат стечајците да остварат свое право, не можеме да зборуваме и донесеме одлука за укинување на екстерното тестирање, не можеме да разговараме за зголемување на платите и така натаму за многу проекти кои што беа понудени пред граѓаните на Република Македонија. И од тој аспект сметам дека разумот пред се треба да преовладува и треба да секој од пратениците во Собранието на Република Македонија се однесува одговорно на позицијата која што има и која што ја добил од граѓаните на Република Македонија. Затоа ќе продолжиме врз основа на Деловникот да го бараме она што е наша обврска и во името на граѓаните на Република Македонија да направиме се да се одблокира работата на Собранието.